релевантни книгоиздавачи од Македонија. Темата беше, Филип, како беше конкретно книгата и новото време и за книгите се најдобро, отпредите така. Тогаш бев сам во име на Блогерај да најавам дека постои една друга енергија која сигурно ќе се канализира. Не сум сигурен колку се разбравме тогаш со сите останати, бидејќи мислеа дека е тоа добро, ајде, уреду, вие сте таму, ние сме овде. Драго ми е што се враќам една година подоцна на ова исто место, на местото на злосторот, и што не сум сам, што сум со вакво засилување, и што на крајот на криштата ова не е ни пораз на блогот, ниту пораз на хартијата. Мене оваа идеја ми се бенди со на прва топка, бидејќи, што знам, ги сакам ваквите богопулни мешања на работите, да видиме како ова идеја ќе има, од оваа идеја ќе имаат предност и оние што сакаат блогови и оние што не сакаат блогови. Оние што сакаат блогови, или оние од нас што се навикнати да читаат постови, да листаат, да шетаат по таа чудна заедница, да видиме како ќе функционираат истите текстови во сосема друг медиум. Не мислам дека успех на блог е само ако тој заврши на хартија. Блогот си има и своја автентична сила, меѓутоа убаво ќе биде да видиме како функционираат текстовите кои ги сакаме на сосема друго место, бидејќи хартијата и мониторот си имаат своји разлики и во начинот на кој реагира зеницата, и во ритмот на кој се читаат текстовите и така натаму. Од друга страна, одличен начин и оние што имаат некакво табу, дали технолошко, идеолошко, писателско или не знам што, од блоговите, што мисла дека е тоа една чудна земница на обскурни ликови со никови, да видат дека и таму има што да се прочита и да се разлиста и да ни се приближат. Предпоставам дека сега за сега серверот на оваа библиотека е доволен да не прими сите. Се надевам дека до година, кога ќе има следна прилика на издавање, дека Филип ќе треба да докупи нови сервери, затоа што ќе ве има уште во поголем број. Благодарам. Антиблог за Филип Петровски. Математички пресметав дека пред 20 години мојот спектрум имаше меморија. Простор за складирање информација околу 20.000 пати помалку отколку што денеска има мојот мобилен телефон. Понатаму мојот мобилен има најмалку 500 пати помалку меморија од мојот денешен компјутер. Математиката е многу проста. Само за крајната пресметка помножете 500 со 20.000 и ќе ја добиете разликата која на тој план се случува за само 20 години. Згора на тоа, јас при рака ги немам на новите генерации на овие технологии. Во моментот најмалку 3 генерации понапредни технологии постојат од оние што ги користиме во масовна употреба и се држат во тајност. Да завршам. Токму затоа не се сомневам ниту во најсмелите теории и предпоставки. Едновремено ги презирам догматските проконзервативни обструкции на тој пат, кои секако се мотивирани од потребата за контрола и држање во темница на популацијата. Јас верувам во нас, ќе успееме. Џаман, мајмунска стапица. Грабање на тротоарите и зелените површини, отпадоци и шут се расфрлаат во заеднички простор. Се труе почвата со разноразни пестициди, чии последици може да траат стотици години. Што се однесува на едно од понудените решенја, искуствата во Македонија со приватизацијата се мешани, со преобладување на негативните искуства. Регулирање, но кој ќе ги регулира регулаторите? Свесност, образование, демократија. Ма дајте, по стотина години робовладетелство, експлоатација и акумулација, резултатот е внатрешна, ограничена демократија во развиените земји и надворешна политика на наметнување на решенија на неразвиените, каде што кон поедини земји се проектира војна сила и закани крај и нуклеарно. Решенија се и соработката, градење на етиката, подигање на свесноста, но внимателно со сладките зборови. Каде се делата на сладкоречивите?
И тука сме некаде на крајот на оваа денешна промоција на 14 книги од едицијата Блок записи. Јас во името на издавачката куќа Аквариус 5, која се запати да го сработи сето ова, да им се заблагодарам најпрвин овде на оваа промоција што ни ја организира домаќинот на библиотеката Браќа Младиновци Филип Петровски, на промотерите на Блок записите на едицијата, Дарко Булдиовски од Центарот за нови медиуми и Сашо Мацановски Трендо, главниот уредник на платформата Блок.мк, од каде што се преземени сите овие книги, всушност од блоговите се направени од записите книги, и на терката Јелена Мијатовиќ, која читаше делови од сите книги. Да се заблагодарам на сите оние кои учествуваа во реализација на оваа едиција Блок записи,